Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Ивица, добро утро. Добро утро. Да ги оставиме за кратко телефоните. Европски избори. Резултатите? Прво со тоа ќе почнеме? Па тоа е најважно. Добро, има и други работи тука кај нас. За нашото иднина ова е најважно. Во овој момент после ќе префрлиме на домашните теми. Значи, Европа сврте во десно. Одлучно во десно. Вчера се случија неколку работи. Прво најбитното. Вчера Макрон распише избори. Чекај се, тоа се председателски избори или парламентарни? Не може, треба он да се повлече. Добро, значи тоа се парламентарни избори. Да. И сега, да објасниме. Значи, во Франција има полупредседателски систем, но тврд полупредседателски систем. Председателот там има далеко помоќна улога неголи во Македонија. Добро. Може да го распушта собранието, може свашта да прави председател. Значи многу помоќна фигура неголи кај нас. Што е проблемот зашто тој тоа го стори? Затоа што националното обединување, нели? Зема 31% од гласовите на Марин Ле Пен. Тоа не е скромен резултат за нив, мора да кажеме. Тие беа предводени од еден 28 годишен лик, Бардела, многу интересен лик, кој што покажува пргавост. Жордан Бардела се вика. Победи радикалната десница во Франција. Прашање колку се радикални во моментов, затоа што ни помина низ неколку трансформации. Беа радикални пред 20 на години. Сакаш да ми кажеш дека Ле Пен веќе не е радикална? Не. Значи, ги изчистија оние глупости на антисемитизам, не знам едно, не знам друго, малце се поцентристички. Сега тој простор други го зема. Но и тие влегоа со 5%. Сепак тоа се истите луѓе. Не се истите. Значи, најрадикалните ликови од таа партија... Ле таа истата е. Не, но најрадикалните ликови од таа партија кои што беа со татко и веќе се тргнати. Ова е друга структура. Значи, но сепак, во однос на нас, и тоа што се случува во Франција, и во Белгија, и во Германија, на нас има само една важна индиција. А тоа е, според некоја моја предпоставка или анализа, овие резултати значат дека Западен Балкан многу тешко во ЕУ. Ке видиме, сега види. И значи и не значи, геополитиката тука ќе игра улога. Војната во Украина. Да се разбереме. Тоа е многу побитно неголи сите овие избори. Работата што таму се влошуваат работите на фронтот. Може да направи некоја брза трака. Сега зборуваме што може, што не може. Брза трака, дали за целосна интеграција или било што. Победија опции кои се противат на миграцијата. Не, ако сакаш да идеме едно по едно. Дел од нив нас би ни вратиле визи. Чудно е кога македонци се радуваат по Фейсбук кога вакви опции победуваат, но да, дел од нив во нивните програми, во нивните платформи имаат дека вие треба да имате визија ако сакате да дојдете во Европа. Да видиме се, ако одиме едно по едно, ајде. Значи, Европската народна партија, кој што, ти викаш десни, леви, ја би ги нарекол сега моментов, они се центристи. Десен центар некај. Не, каков десен центар, пола од овие партии се тежок центар во моментов. Беа десница на времето. Победија во Германија, Шпанија, Полска, Бугарија, Словенија, Луксембург, Кипар, Латвија, Естонија, Финска, Хрватска и Грција. Значи, таму центристите од Европската народна партија победија. Одиме понатаму. Иако не се очекуваше... Како центристите од... Јанес Јаншо, центристот, вау. Споредено со тоа што има во Европа сега, тоа не е центар, дури... Добро, Јанес Јаншо се десничар некако... Одиме понатаму. Значи, во Италија, премиерката Мелони и незината партија победи, и тоа здраво победи, ако не се очекуваше толку здраво да победи. Тие се десница. Да, тие не сте. И тоа здрава десница. Во Франција, рековме, националното собирање
така би било на Македонија, и собор, не знам како да го крстам, победи, а тие што се Втори? не, тие влегува исто така и на овој Земур, Реконкет, тие го земаа местото на најдесно. И тие влегува. Значи, пази, Франција отиде некои добри, ако речеш тоа десно што е десно, некои 37-8%. Тоа се пресериозни бројки. Втора партија е партијата на Макрон. Но со дупло помалку. Со двојно помалку, да. Се вратија социјалистиве, скоро да го надминаа Макрон. 17%. Ништо не е тоа. Мислам, 14, нешто такво е. А центристите, бившите деголисти на 7%, се замисли. Деголистите што... Републиканците, зборуваме. Тоа се знаеш, деголистите само спакувани во различни имиња, низ години, бе. Сега се републиканци, беа и тие беа собирање за републиката, све има имиња, па не знам. И многу интересно, Меланшон повторно исто има добар. Па и он има тоа радикална левица, како да го наречеме. Левица, тоа е радикалната левица, така што. Значи тоа е Франција. Сега, во Австрија победија исто така десничарите. Радикалната десница, не ЕПП. Да. Овие слободњаците. Да. Така се викаат. Во Холандија се изедначија со коалицијата на зелените и левицата со овие. Герт Вилдерс. Да. Тоа е радикална десница. Интересно е, за разлика од Македонија, нема, освен во Германија, нема лоша вечер овие центар лево, како да ги наречеме, социјалдемократите. Значи, победија ваму се вратија, во Португалија, едва и, во Шпанија и Италија беа втори, скоро трети во Франција, во Шведска убаво победија, а во Германија, сега ќе ти кажам една работа, значи, ваков резултат, ако бараме на социјалдемокративе, треба да се вратиме во, чекај, некаде го ставив овој податок. Во Германија како се... Па за Германија ти кажам, во Германија се трети. Кој е прв? Први се ЦДУ, ЦСУ, втори. Значи во Германија треба да се вратиме во 1890, за да најдеме послаб резултат на социјалдемократите. Значи лом. И тоа е појако ствари. Значи век и пол. Зборуваме за партијата која до само пред неколку... Да. Пред една деценија даваше премиери. Да. Го имаше Герхард Шредер, имаше легенди за во германската политика кои доаѓа од таму. И ова е исто како што се случи реално кај нас потрес, се случи во Европа. Да. That's it. Само што потресот кај нас е очекуван. Да. Беше. Веројатно бил очекуван и во Европа и луѓето кои доаѓаат од тие места многу подобро од мене и од тебе можеле да ги увидат работиве, можеле да ја увидат народната волја, како што ние можевме овде да ја увидиме дека јасно е. Сега има тука една друга работа. А тоа е колку е ова здраво за Европа. Нездраво е тотално. Ваква победа на десницата, прво, знаеш, ти ќе кажеш, ама да, дел од нив се, нели, уљудени, окей, ама не е баш така. Овие, например, овие у Австрија се крајно сумливи типови, кои до ден денес кокетираат со неонацизам. Исто може... Не, види, вака ти кажам, знаеш ли што е во Австрија, ако гледаме кои се народњаците во суштина, пази. Се мора да нурнеме малце во историјава, многу кратко, па ќе се вратиме. Ако гледаш што се крие зад слободњациве во Австрија, тоа е последното место во светот каде што се зборува германски, каде што уште гледаш некој, дури би рекол и тврд и отровен германски национализам. Она што го забораваме е дека Австрија, кога беше Австро-Унгарија, имаше една црта многу тврда германско-националистичка.
со години. Во Германија од нивни специфични причини германскиот национализам, еве да кажеме, не беше популарен после Втората светска војна. И немаше политичко тело кое што ги изразуваше. Па и голем дел и пред Втората светска војна, затоа што за разлика од Австрија која секогаш била еден како да кажам, била една целина, во Германија имаш кнежества, Да. секој си влече на своја страна, Баварија секој си имала свој идентитет, Да, некој, специфичен, да. на истокот едни, на западот други, Северна Рајна, Вестфалија едно, не знам. И германскиот национализам пред Хитлер и по Хитлер, тоа е многу интересно, е невозможен, затоа што Не, имало таму, и тоа различни струи. Дури види и либералите почињаат како националисти, ама не во смисол на оној денеска што го разбираме. Либералите во Германија и социјалдемократите. Националисти во смисол ајде да ги премавнеме овие разлики наши регионални за да направиме една Германија голема, убава, кај што сите ќе бидеме еднакви. Тоа било ама не тој национализам, значи не вако. не вако. Што е суштината? А во Австрија, види, во Австрија цртата е многу лоша. Во Австрија цртата била дека и покрај тоа што ние сме мултинационална, нели, империја и така натаму, треба да се знае кој е газда. Ние германците сме газди, нели? Во тој момент кога е Австро-Унгарија нема австријски идентитет како национален идентитет, но германски идентитет таму. Кај тие што зборат германски. Подоцна изнедрува тој австријски идентитет. Меѓутоа, да се разбереме, имало поддршка, овој германскиот национализам имал поддршка од секојаш во Австрија, и во оваа форма се има трансформиран. Денеска не можеш, не знам, тешко е да го како што прават нели овие хрвативе во Блајбург и србиве во Равна Гора. Имаат народњаците, слободњаците еден фестивал во Корушка. Каде што многу чудни ликови доаѓаат. Многу чудни знамења се веат. Значи, сакам да ти кажам... Не, они се, значи, они имаат и други црти. И ова антимигрантското, ова нова десница, како да наречем. абе, да, Ама во основата, ако гледаш кој лежи во нивната основа, лежи големо германскиот национализам. и Се уште, огромна знаеш. ксенофобија. Страшна, да. Огромна ксенофобија. И заради тоа е чудно што сега па они се пробија кај балканска миграција, посебно оваа српскава. Па не само кај неа, тоа е многу интересно. Нашите и во Германија, тие што имаат државјанство. Да, за АФД тераат, Да, гласаат за некој кој сака да ги депортира. Мислам, тоа е една многу интересен... Ама не сакаат да ги депортираат, сакаат да ги депортираат другиве, сега нашиве ги сакаат. Значи, не сме доволно бели. Да. Така. Па, убаво го кажа. Ке ти кажеме да мој пријател што каже, мој пријател кој што е отворен, вака либерален тип. И отворен, либерален и асален, живее во Шведска и вика му пришле. И тоа македонци му пришле, пази. И му вика за кој ќе гласаш? И овој си рекол, вика за социјалдемократите. Ајбе, не за фрка, вика за нас треба да гласаш. Зошто? Сакаш ли вика овие кафејави, вика, да не навјасаат. И сега си вика човеков, вика, што речник е беше ова? Да види. И зборувал после со швеѓани. И таму таков речник подземно се користи. Не, сега ќе ти кажам. Не е убаво. Радикалната десница е... Ова е психологија, зошто? Мислам, сега, не сакам да ги врегам наши што се по Европа и по светот, но ова е класична психологија. Радикалната десница е како начин они да се интегрираат во тоа општество. Те треба да се покажат колкави германци се, колкави швеѓани се и така натаму. И си ја зимаат себе си радикалната десница како опција, затоа што тоа е единствениот начин како да се докажат самите себе си, но и на средината они колкави германци се, колку ја сакаат Германија, колку ја сакаат Шведска, колку ја сакаат Белгија или Италија. Затоа што доколку или Франција, или Франција, да, има и во Франција наши. Доколку тие луѓе се, знаеш, како да ти кажам, како сите други, доколку се однесуваат, да речеме, гласат за левицата, гласат за центарот, гласат за центар десното и така натаму, тие не се доволно германци во нивните очи. Тоа е еден комплекс. И низ историјата ова се случувало. Не за џабе најголеми, не знам,
Неголеми отомански администратори биле луѓе кои биле од овде, знаете. Јаничари ги нарекувале. Неголеми не знам, неголеми андарти биле луѓе кои биле македонци, наши. Исто и со овие кои сега гласаат за радикалната десница. Тие својот идентитет го пресликуваат таму. Се пази, ти си отишол од Моноспитово и сега сакаш да ги депортираш тие што дошле од Индија. Вау! Зошто? Значи, ме разбираш што сакам да ти кажам. А ти си дошол од Моноспитово, знаеш се, ти не си од кај го најдеш? Баден. Или не знам од каде таму. Ти си од Моноспитово. Значи, и сега ти од Баден ќе ги депортираш тие што се од Индија или од не знам, од арапскиот свет или од било каде, знаеш. Види, од друга страна, како ти кажам, па се интегрира сега наши. Па еве ти е интеграција. Да, ама не, се интегрира меѓу другото. Интеграцијата изгледа вака. И учеа школи, сега таму нешто, мислам, далеку се од целосна интеграција и далеку се сити од интеграција, меѓутоа има нешто, нели? Ке се согласиш со мене. Ама ова е класичната интеграција. Чекај сега, значи додиме понатаму? Да. Во Унгарија имаме интересна работа. Таму се пререди сцената и прв пат има закана за овој Орбан. Заканата дојде во ликот на негов довчерашен сојузник, Маđар му е презимето, замисли. Добре. Кој што зема 30%. Значи Орбан зема 43%, значи само Орбан има повеќе од половина од патриотите. Орбан од која буквално декласираше се што е центар. Да. И сега овој е во Европска народна партија овој. Тој е УЕПП. Да. Кај што го избрака Орбан. Да, има партија се вика ТИСА и таа партија има 30% зема. Прв пат ова е прво посериозна закана за Орбан. Многу интересно. Значи пази. И доаѓа од десно. Доаѓа од, да, центар десно, така да кажам. Ништо ќе треба малце да се прошири он кон центарот со порака и ќе ги здроби. Да, сега, а во однос на тоа кои се лузерите, нели, во Европа, значи, одиме со Макрон, ова е многу стварно сериозен удар. Ова е за Шолц 14%, стварно треба да одиме во 19 век да најдеме социјалдемократите да има 14%. Добре, кој легитимитет го има Шолц таму да биде? Не бе, овие само алтернатива за Германија, што се кренева десница, нели? Заедно имаат поише од целава коалиција заедно. Кај зелените е исто така, они прошлите избори 19 зема, кажи го да 21 место во Европскиот парламент, сега има 12. Многу интересно, дури можно е зелените да испаднат од коалицијата што ќе поддржи Европската комисија. Тоа е интересно. Салвини од најголема партија падна на 8%. Добро, како му се деши ова на човек? Затоа што мислам дека во истите гласови влегува овие браќата на Мелони. Да, но на тој терен влегува они. Во Македонија кој ќе речеш влегува овие браќата, тоа значи нешто. А ги води сестра. Да. Значи нешто сосем друго. Океј. И значи сега ајде да видиме за Франција, само да објасниме сега зошто е проблем. Значи во Франција ако се случи кохабитација, значи овој Бардела да стане премиер на свој 28 години, ќе има парализа. Затоа што кохабитација во Франција е парализа. Тоа е невозможно. И кај нас беше парализа 2006-2009 текна со Бранко и со Грујо. Не беше парализа, сега функционира економски најуспешни години ни беа. Добро, ама имаше меѓународна политика и на крај се договара, кај нас ние сме пример за кохабитација. И Георги Иванов окей кохабитираш у тие малку. Не, тамо беше окей, ама ке ваму имаше и трзавици. Па сега нормално дека ќе има, не може тоа да иде, системот функционираше. Не беше така како што ќе биде у Франција. Далеку подобро. Да. Сега, во Франција ќе биде поларизација
некои зборуваат, те вика добро е ова, дури да победат они, ќе се види дека не знаат да владеат, па за 2027 година некој нормален демек од центристиве ќе победи и за председател и за премиер. Држи вода ова. Реално ова држи вода. Затоа што тие 3 години хаос што ќе биде во цела Европа. Затоа што Фронт Национал поранеше, сега како се вика? Национално собирање. Сега соборот национален собор. Ама не, тоа е, види, и тоа е стратегиски, затоа што долго време деголистиве не се вика републиканци, него се вика собирање за републиката. Тоа го смисли Ширак на времето. Да. Овој национален собор, види, реално тие луѓе не биле власт, не биле дел. Они се цело време ќе ве колиме, ќе ве бесиме, ќе ве убиваме као левицу во Македонија. И со текот на време, нели, намалуваа со реториката колиме, бесиме, па зголемуваа гласови, но на крајот од денот кога ќе дојат на власт, ќе видиме дека тие луѓе ефективно не знаат да владеат. Не само тоа, не се владее секогаш прагматично, не се владее со глупост. Нема идеологија у тоа денес како треба да се направи аутопут, таму нема идеологија. Треба да се направи аутопут, таму треба способност, не идеологија. Разбираш? Дури тоа што они ќе депортирале луѓе, дури тоа да го направат. И тоа треба систем некако да го Макрон се надева организира. дека заради природата на францускиот изборен систем, нели двокружен мнозински систем, дека во вториот круг ќе се направи стратегиска коалиција и да речеме неговата партија, социјалистите, републиканците ќе се поддржуваат меѓу себе и дека повторно ќе имаат огромно мнозинство. И види, сето тоа е во ред додека еднашка не биде поинаку. Можно е сега да биде поинаку. Можно е да биде поинаку. Ќе видиме. Значи ќе видиме, тоа треба да се почека. Инаку види до сега. А сега која група ќе има мнозинство во Европски парламент? Веројатно ЕПП пак ќе биде власт. Значи, народњаците, ЕПП, нели, со социјалистите и со либералите до сега беа мнозинство. Добро. И сега имаат, мислечни, 406 од 360, со тоа што некои не им се сигурни. И заради тоа е ова дали да влезат или да не влезат зелениве, дали општо со нив да се преговара, еден Господ знае. Само што Но најверојатно пак ќе продолжи да биде таа власт во Европскиот парламент. Урсула дефинитивно важи, најверојатно ќе биде потврдена. Најверојатно ќе биде потврдена. Знаете како, види сега, најверојатно скоро сигурно ова радикална десница нема да ја направи европската влада, но самиот притисок од неа и нејзините политики ќе ја фрли во десно целата европска администрација и тоа е главниот проблем. И токму затоа ние нема да влеземе во ЕУ, почитувани слушатели, вака да ви објаснам пластично. Нема, ова ќе значи дека на Србија, Албанија и Косово нарочито. Значи, затоа што кон нив кај нас има само еден етнички како се вика шовинизам од страна на овие групации, тоа е дека ние сме словенско ѓубре. Зборувам за нас, за Србија. Истото го сметат и за Бугарија, да тука немаат некој различен став, но таа е веќе во ЕУ. За Албанија и за Косово и за Босна, тука и верска станува омразата кон нив, че не само етничко и верски е кон нив, така што сите тука во Западен Балкан многу тешко сега ќе се пробиеме. Бидете среќни визија ако не ни вратат. Нема што да се случи. Не, па сега ќе ги вратат нели до година по година тоа што го одлагаат цело време, тоа со електронските визии секако ќе ни го вратат. Значи пред да идете ќе аплицирате нешто од дома за цел Шенген. Тука лесно може да се случи првите неколку месеци тоа да не функционира, да биде хаос. Ама остај се тоа, значи во моментов геополитика едни сме сојузник на Балканов. Другото е. Но ти викам, тоа е целата работа. Ако се радувате вие на ова, ја стварно некој гледам по Фейсбук, сега гледај победи Лепен, така натаму. Ако се радувате на тоа, тогаш имате сериозен проблем со перцепцијата ваша на светот и, не знам, Европа ќе се европеизирала, ќе се менувала и така натаму. Нема да се менува Европа.
менува Европа ќе биде мултикултурна, мултиетничка и се повеќе раси и луѓе ќе живеат во неа различни од европејците, затоа што од едноставни причини за еден систем да обстои потребен е природен прираст. Што го нема? На населението. Го нема тој природен прираст во Европа и може да биде тој природен прираст постигнат само со доселување на луѓе. И тоа е тоа. And that's it. Доколку, како да ви обяснам, тие арапи, тие црнци, тие индици, тие пакистанци, тие афганистанци, што толку многу ги мразите, да не се тие, ќе пропадне Европа. Тие се она додаденото во бруто домашниот производ, нивниот труд, нивната потрошувачка, тие се тие луѓе. И сега да верувате дека поради некој боја на кожата некој е супериорен во однос на друг или поради неговата религиска припадност е супериорен во однос на друг, тоа е во 21. век, каде што официјално, сегде е докажано дека сите луѓе сме исти и дека вие може да примете, ако сте нулта позитив од било кој нулта позитив, Од секојаш било тоа. Од секојаш било тоа, значи сите сме луѓе и луѓето во Европа не се нешто по-посебни од останатите луѓе, едноставно биле малку по-брутални во нивната историја и така преку тие колонии извлекувале огромни богатства и така натаму. Добро, дел од нив и навистина се потрудиле во технологијата, како германците немале колонии, но имали и тие своји моменти. Не, имале колонии, ама пократко од другиве. Да. И таму имало лудило. Значи не е дека... Значи тие приказки дека ние тука сега пошто сме најпаметни во Европа, а ние па уопште не спаѓаме од таа група. Затоа што ние не сме тие најпаметните во Европа, ние сме само бели. Само доволно бели за да не депортираат. Значи што е лудило само по себе. Останете со нас, се враќаме во вториот дел малку на Македонија. И се враќаме во Македонија, доста беше со европски теми. Во Македонија се случи една огромна реформа на системот, нешто што колку години се нема случено. А оддамна, бога, последната од Груевски. ВМРО ДПМН успеа да ги помине оние измени на административни измени на, како се викаше законот, за јавна управа. Да, за организација на управата, така. За организација на управата и имаме сега нови министерства. Добро. С големи бројот на министерства, да, што беше критикувано од одредени кругови, но она што е... Види, остана, нема зголемување, истата, преведена е само внатре управата. Да, иначе остануваат истиот број на вработени. Да. Само ќе се трансферираат од едно во друго министерство. Еве се еден слушател баш да му одговориме постел едно прашање кое е провокативно, вика, кажете нешто за подршката на ДУИ во носењето на измените на законот за државна управа, додадените 4 министерства и зошто мораше таа измена да оди со европско знаменце? Кај отиде со европско? Не, одеше во брза постапка, ма не одеше со европско знаменце. ДПМН е, значи ВМРО ДПМН се вика партија за почитувани, како да почнува да ги применува истите методи што ги критикуваше до вчера. Значи, лажна вест, нема европско знаменце, има брза постапка. Да. И второ... А постапката е брза за да може да се формира владата. Да. Пак ќе кажам, знаеш, според мене, еве, ме коригираат. Последната измена од Заево време, кога се воведе Министерството за глупав од, што би рекле, од Монти Пајтон на Артен Груби. За политички систем ти текнува? Ме следиш ли, пчо? Да. Значи, тоа беше последната измена. Кога е воведено Министерството за политички систем, или што на Монти Пајтон не го вика за глупа водење. Али не е битно. Види, пак ти кажам, по мене ова е многу ригидно. Мислам дека мандатарот при
представувањето на владата треба да има една слобода да ја изрази својата визија за тоа како треба да изгледа владата согласно програмските приоритети. Ништо не се укинува во управата, меѓутоа на еден начин се појаснуваат ингеренциите, се избегнува дуплирање на ингеренциите и јас сега ќе бидам објективен. Ајде. ВМРО ДПМН го исполни уште не дојдени на власт и со неформирана влада, тие го исполнија првото ветување од тие једу и Кутабо ги има во нивната програма. Значи, сега да бидеме искрени, ова беше ветено во програмата на ВМРО ДПМН, што значи граѓаните гласаа за него и сега е исполнето. Децит. Тоа што гласале ДУИ е... Ја не го гледам тоа негативно. Тоа е победа на ВМРО ДПМН. Чекај, сакаш да отидеме пак на сега да го фатиме тоа? Ајде. Имаше средбан или со ДУИ гласале, ја не гледам исто така лоша работа во тоа што седнале. ВМРО ДПМН покажа дека... Со тоа што види, викендов имаше од некои кругови блиски до Социјалдемократскиот сојуз шпекулации дека наводно ова значи дека во последен момент ДУИ влегува во владата, вреди излегува. Мислам дека не е точно, да. Она што е точно е дека нели ДУИ војни ќе правеа. Да. Жешко лето ќе направи, ова ќе направи и така. Дестабилизација ќе направи. Безбедносни, не знам што. И на крај што бидно од сето тоа? Отидој како мачиња си гласа за овој предлог на ВМРО ДПМН. Да. Ова е огромна победа и ова е еден начин на кој што ВМРО си поставува сега високи стандарди. Зошто? Пак ќе кажам, не дојдени на власт, почнаа да ги остваруваат ветувањата. Сега треба да видиме што останат од тие ијаду проекти нели ќе исполнат. Имаат голема одговорност нели пред нас. И сега дали требаше да се случи? Ако некој мисли дека во 2024 година Македонија не треба да има Министерство за дигитализација, што ќе правам муабет со него? Пак ќе ти кажам, значи според мене мандатарот при составување на владата треба да има слобода, програмските приоритети што ги изложува да најдат свој, меѓу другото, институционален израз. Мицкоски уште во програмата ова го напиша, сега го спроведува, има некои измени, затоа што нели има и две други партии што влегуваат во владата, и тоа еве го реализира. По мене, дека е потребна промена, потребна е промена. Потребна иновација. Ова што викаш за дигитализација, па сигурно пред 20 години не било потребно, пред 25 години не било потребно Министерство за дигитализација, тогаш уште почнуваше целата оваа работа. Потоа, дел од енергетика и сировини што се ставаат под една капа, за ова со години се дискутира, Љупчо. Што да се случи, како да се случи. Ми се допаѓа исто така што се трга оваа глупоста политички систем, Министерство за односи меѓу заедниците, дали е тоа потребно? Па сложено општество сме, бе, потребно е тоа. Сега, Министерството за европски интеграција, секретаријатот станува министерство, тоа беше вечна дебата. Секретаријат ли треба, министерство ли треба, едно друго. Семантичка е дебатата во најголема мерка. Значи, европските интеграции имаат некој дом. Утре, заутре може ќе се спојат. Со МНР. Дел ќе иде во МНР, дел ќе иде во МВР, дел ќе иде во финансии. Сега, ако зборуваме како после влезот во Европската унија, како ќе треба да изгледа нашата управа. Веројатно така ќе треба да изгледа. А може ќе решиме, па не, тераваме вака. Има и такви решенија во Европа. Сега, се зборува тука ваква анализа, функционална анализа, не знам што, кога ќе видам тоа зборот анализа, тоа ми е, знаеш, онака како на Черчил што рекол за во Македонија, тоа е еуфемизмот. Значи, Черчил рекол, вика, ако не сакаш да се реши некоја работа, формирај комисија. Да. Во Македонија, ако сакаш нешто да не се реализира, побере анализа. Кој СДС нели ќе прави анализа на изборните резултати? Ке дојдеме ке ни чеке сега, дај ова да го завршиме. Така што... може да ги наброиме кои се нови ресори ги имаме? Не ги имам пред себе сега во моментов, знаеш, не ги знам на памет. Али добро. Еве ги. Распоред, само секунда.
Ги имав некаде ставено. Само секунда, ги барам и јас. Ја ќе зборам, ти баре ги. Може така? Ајде. Суштината е дека во ова секој системот треба да еволуира. И потребно Така е е. да се создаваат. Така е. Затоа што, не знам, пред 2000 години луѓето немале ни потреба од Министерство за финансии, немало финансии, Трампа правеле. Не, вид, финансиите се одсекваш. Добро, сакаш да кажеш кога немало држави. Да, немало макроекономија. Значи, од кој има држави, има финансии. Да. И војска. И полиција. И правда. Труд и социјална политика исто така е нов концепт, нели? Надворешни работи немало пред Ренесанса. Еве. Немало ни држави тогаш, како ќе видиш. Вика, во современна тенко е смисла. оправдувањето дека ВМРО си исполнува ветувањето, мора да има демократска процедура, не смееш ова работа така да ја наметне. Па што е по-демократска процедура од тоа вие 88 пратеници да ви гласаат нешто? Мнозинството е се зборува за Што себе. по-демократско? Што некој сега да го остави таму, а пасив да се изживljават и така ја доживуваш демократијата? Еве го, чека да ги прочитам. Значи имаме министр. Имаш мнозинство, гласа мнозинството и тоа е тоа. Двотретинско мнозинство. Чекай, кај бе само. Значи имаме Демократска процедура, бе, што демократска процедура? Глупости, мислам. еве ги. По-демократски од тоа ти со од 120, 88 Имаме гласаат. одбрана, внатрешни работи, правда, односи меѓу заедниците, конечно се вика како што треба, не политички систем, тоа е глупости. Надворешни работи, надворешна трговија, европски прашања, финанси, економија и труд, енергетика, рударство и минерални суровини, земјоделство, шумарство и водостопанство, здравство, образование и наука, социјална политика, демографија и млади, локална самоуправа, култура и туризам, дигитална трансформација, јавна администрација, транспорт, животна средина и просторно планирање и Министерство за спорт. Види, од сите овие буквално никој не е вишо косен, може би она за спорт. Не знам сега, тоа ли е потребно толку. Абе види се, Не сме живееме некоја во ера спортска кога живееме нација. во ера, абе види. Но, например, Па треба да станеме. сега, на Например, крајот ти на си крајот. бил амбасадор и Да. знаеш зошто е добро тоа што надворешната трговија се става заедно со надворешните работи. Затоа што до сега тоа беше дефинирано, ама не беше нешто многу дефинирано. Мгм. Тоа значи дека сега нашите амбасади кои се нели по светот ќе треба да им бидат сервиси на бизнисите. Да. Ќе треба да им помагаат. До сега тоа беше на волјата. Ако сака Ивица, да, ако не ќе не. Ивица сакаше, ама и многу не ќе, не креваат телефони. Сега тука надлежностите стануваат многу појасни. Тоа е во делот на извозот Промоција на извоз, да. и така натаму. Тоа е добра работа. Истото важи, не може ние да немаме. Ние свативме пред 2-3 години колку важен сектор е енергетиката во едно општество. Не може ние Па да сега немаме свативме кога беше кризата. Да, Ние не може да немаме Министерство за енергетика. немаш. Поштака сакала Пасиев. Па не знам, не ја следев дебатата. Дебатата е, а Пасиев Затоа што имав некои него приватни поддржувал обврски. ова затоа што се пази. Он се представува себе си како принципиелен политичар, а ова него поддржувал затоа што ВМРО него поддржува него една изборна единица. Се дели си ти принципиелен политичар сега ти. Ако ти од принцип мислиш дека ова е лошо, така, Да, јасно. Ако е лошо, е лошо. а не ти да уценуваш сега со една изборна единица. Али гледам председателката го подпишала. Па немаше друго, Да. немаше можност да не го подпише. Јасно. Со 2/3 е донесено. Не, видов дека го подпишала, само тоа го коментирам Да, гласно. вчера го подпише. Вчера Да. го подпише. Ова е многу 1198. Значи, сега останаа за ВМРО уште 1197 проекти. Мгм. Еден веќе реализира. Вака, можеме нив бројчаник Да им оставиме. броиме, а? Да, и ќе оди надолу, уште толку ви остана, уште толку ви остана.
Сега остануваат уште 1197, да видиме, нели? Не, ама види, ќе се види со работата сега. Ќе се види со работата како ќе функционира владата, тоа е тоа. Така што стварно не гледам никој проблем и пак ќе кажам, по мене премиерите треба да имаат една слобода кога формираат влада, да ја преуредат владата во однос на своите природни приоритети. Природни па ја, програмски приоритети. Да. И мене ми е сабајле, гледаш? Да. Сега, ајде да име со последново. Ајде. Што е ова распадов на СДС? Зашто бе така разборите? Од кај тоа е распад? Па вчера не успеале да одржат конгрес. Знаеш ли кога беше последен пат кога таа партија не одржа конгрес? Кога? Во јануари 91 година, кога се распадна 90-та, пардон. Кога се распадна Сојузот на комунисти на Југославија. Тогаш го прекинаа, конгресот никогаш више не го свика. Еве сега пак. Па ние може... Ајде да направиме јајте и СДСМ, ПДП? Социјалдемократска... Да, ама тоа беше април, ова беше јануари. Социјалдемократски сојуз на Македонија, партија за демократска преродба. Преобразба. Преобразба? Преобразба беше, да. Преобразба. Може тоа да се направи. Не, нема да се распадне овој пат. Се повторува како фарса. Едноставно... Не знам, не сум сигурен. Едноставно луѓето не се мотивирани да одат на Како бе тоа? конгрес. Па што ти значи тоа? Кај даје нови луѓе. Како? Па нови луѓе требаат се, тоа е. Овие не ги бива. И тоа сретнав еден функционер скоро. Не се да се ми вели. Се покаже дека со оваа екипа ништо, вика. Треба нова. А никој од овие кандидати не е нова. Освен делумно Јово Деспотовски. Ма не, види, кабе конгрес не се одржал, знаеш ли што значи тоа? Уствари тој Бајдовски е ново нешто. Не е нов, кај е нов. Цело време беше заменик министр за администрација. Да, ма не, нов е во... Сега, реално е нов, за разлика од други. Не сме го гледали по телевизија, не го знаеме кој е што е. А тоа е проблем што не сме го гледали, како се кандидира кога не сме го гледали по телевизија, како тоа нема политика приватна. Внатре. Кој го знае внатре? Во СДСМ го знаат. Дудри уште една кратка пауза, па се враќаме назад да ја завршиме емисијата со СДСМ. Се враќаме назад по кратката пауза. Ивица, проблем е затоа што... Бе, како не е проблем, бе, не се состанал конгресен состав, Ти вела дека го одложиле за да ја прочитале 66 страни била на анализата. Добро, се миле 66 страни анализа, али добро. Тоа многу е плитко образложение. Да. Многу е плитко, многу е ефтино образложение. Сега свикуваш конгрес, изнајмуваш сала, влегуваш у трошоци и викаш, ама знаеш што, луѓето не прочитале тоа. Чекај ме малку. Ова е многу лош, значи, пази, конгресот нема мотивација. Двотретинското мнозинство на ВМРО ДПМН за гласањето на овој закон говори дека СДСМ е во нокдаун не само поради изборниот резултат. Туку и поради меѓународната заедница. Зошто мислиш така? Па во на соопштение на ВМРО ДПМН е како стоеше дека кој е патрон на преговорите кои тие ги имаат со ДУИ? Односно со Европскиот фронт. Види, ВМРО ДПМН демонстрираше стабилност која ќе го направи да биде влада. И во првите години никој нема да може тоа да го оспори, затоа што опозицијата е ваква каква што имаме и сега чекаме резултати од ВМРО, ние као медиуми. Не бе кој јавност. Да, СДСМ пробува, сега вака ќе ви кажам. Гледаат дека тие нема што да направат.
Сега демек ќе се реформираат, ќе прават ништо, тоа све ќе заглави, ќе оди се подоле. Има сега една, деве намали го звучников си го слушам. Имаат сега една друга состојба во која што ќе го остават наводниот, не знам, невладин сектор да се бори против ВМРО. Сега ќе го активираат ЗНМ, ќе го активираат синдикатот на новинари, кои кјутеа 5 години за време на Заев. Ќе го активираат, ова како се викаше, некои такви, Евротинг, ова ли, она ли, Хелсиншки комитет, Уранија Пировска ќе активираат. И сега тие ќе бидат опозиција на владата во првите години. Види, мислиш дека ќе ги активираат или тие самите ќе си ја земат улогата што има вакуум? Не, ќе ги. Добре, не гледам тоа. Тоа се класични платеници сите во нив. Добре, не гледам тоа како активација. Тамо се проектче од ваму, проектче од онаму. Но сега има еден друг проблем. Затоа што владата на ВМРО очигледно има и меѓународна поддршка, таму вентилот вака ќе сопре. Малку така ќе. Кај тие овие невладиниве. Малце вентилот така ќе биде на пола оставен. Нема скроз да ги згацна, затоа што на секој светот му одговара да има своји платеници на терен нормално, ама така малце ќе ми го подсопрат. Значи, и ќе ми викат, ајте, пајте се, пак има поише. Суштината е таа. ВМРО сега е оставен буквално да владее со држава, ама тоа им дава огромна одговорност. Зошто го тврдам ова? Затоа што доколку тие се покажат, доколку ја изневерат волјата на граѓаните, сега видовме дека ти за 4 години можеш да станеш од пуковник покојник. Тоа се случи со СДСМ. Иста во оваа партија колку пратеници изгуби споредбено со 2020 година? 28. Значи 28 пратеници за 4 години изгуби. По втор пат губа 28. Ова покажува дека македонецот има, како се вика тоа, има моќ да казне. Да. Као што го казнија СДСМ за тоа, утре нема око да им трепне истите овие сега што го гласаа ВМРО, да го казнат и ВМРО. Око нема да им трепне. Да. Затоа што човек што еднаш се охрабрил да направи нешто, многу е полесно втор пат да го направи исто. Пробиено е. И истото важи и за СДСМ. Го бутнаа СДСМ истите оние луѓе кои го поддржаа во 2016 со шарената револуција. Зошто? Затоа што тие кои можеа на Груевски, кои го перцепираа како авторитарен диктатор, самите тие, иако тоа не беше некоја реална вистина, но тие така го перцепираа. Има една таква која можеа така да се кренат против него, што останало за Таче и за Заев. Во право си. Ме разбирате? Да, во право си сосема. Која народот ќе казни, казнето е. И после тоа ти имаш уште поголема одговорност како победник. Затоа што пак ќе кажам, истите овие кои сега ја дадоа поддршката ваква за ВМРО, кои буквално го утре око нема да им трепне да го казнат ВМРО доколку не владее добро. Токму затоа е важно ВМРО да владее добро. ВМРО може да ја заслужи иначе ќе се најде вакуум. Може нема да биде тоа СДСМ. Може ќе биде некоја сосем нова сила. Може Максим ќе биде вакуумот, нели? Може нешто ново, еве ко Унгарија овој од кај дојде. Може ќе направи Антонио Милошевски партија и он ќе биде вакуумот, не знам. Му се извинуваме сега. Му се извинуваме, се зафркаваме. Да. Оливер Андонов може ќе биде. Нема да биде. Нема да биде. Не, он нема да биде. Он може лутница да биде. Не знам. Нема се ети така да збориш. Тој нема да биде сигурно. Да, нема да биде Оливер Андонов вакуум. Да. И Филип Петровски не може да биде вакуум. Да. Аба некој ќе биде. Види, па не гледаме. Некој ќе биде се. Абе види, постојано е во движење работава. Токму затоа, ова со измените законот за управата. Ова е доказ дека они озбилно си ја сваќаат работата и почнуваат, нели, со ке почнуваат че ќе се треба да биде на влада. Дали Христијан Мицкоски го испрати дуи во опозиција или пак го седнаа во скутот? Не е дуи во владата, луѓе. Не верувајте за се што ќе пишат неписмени луѓе. Не е дуи поддржале закон затоа што така им рекле. Не добили они легитимитет од граѓаните, факт е тоа, во собрание се, нема ништо лошо што седнали со нив. Ја бар не гледам ништо лошо.
Вика како СДСМ ја водеа државата, така и вчера го водеа и организираа конгресот. Ова е многу добро. Значи, Ова да. е многу добро. Не, ама види, ова е сериозна работа. Замисли, делегати. Значи, делегатите на Конгрес се врвното... фактички, Конгресот е нешто го вид собир на се што е партијата, раководство. И они немаат мотивација да се соберат, Липчо. Колку имаш мотивација? Немаат мотивација да се соберат, замисли. Замисли колку е страшно тоа. Страшно. Нормално е тоа. Бе, како нормално? Нормално. Да нема мотивација Затоа партија што да се собере. сега ќе ти кажам зашто е тоа. Абе, ЛДП да има конгрес Сега да ќе се ти соберат, кажам па зашто е тоа СДСМ. нормално. Зошто? Сега ќе ти кажам зашто е тоа нормално. Ајде. Нормално е затоа што СДСМ се претвори во од партија која имаше некаква идеологија, некаква традиција. Дојде Зоран Заев и со меч ја пресече традицијата на СДСМ, ја пресече идеолошката рамка на СДСМ. СДСМ остана единствено збирштина на луѓе кои имаат заеднички интерес, кој да се вработи, кој да прави пари, кој нешто да прави. Кога личниот интерес ти е единственото сврзувачко ткиво, во моментот кога личниот интерес не може да се реализира, се случува ова. Зошто тој да иде? Сега СДСМ нит може да го вработи, ни тендер може да му дае, ништо. Зошто да оди на конгрес? Он бил таму од личен интерес. Жена му да ја запослат, син му да му дадат стипендија, него да го стават во управен одбор и така натаму. И сега наеднаш тоа СДСМ не може да ти го испорача. Зошто он сега да иде на конгрес? Зоран Заев го направи ова. Единственото сврзувачко ткиво на СДСМ стана личниот интерес. Лјупчо, тогаш ти се сеќам во емисија коментиравме затоа што фати еден момент, ја бев во некоја дебата, па не ни забележав, знаеш, кога некој ќе те викнат дебата и кога гледаш дека тој другиот зборува на памет, да не потребам појаки збори, се исклучуваш, нели? Добро. И чекаш да го постават прашањето да можеш да завршиш работа. Ти па си забележал. Пред 6 месеци сам со кого бев во дебата која рече некој таму, вие не сте свесни дека ВМРО е во распад. Ова беше ноември некаде. Не знам кој беше, бе. Во ноември, на Канал 5, на Само вистина, бев некој каже, не сте свесни, ВМРО е во распад. Затоа што бев исклучен, стварно ти кажам. Тој е Мартин ли како се викаше? Не знам со кој бев, ама Костошки. исклучен бев. Не. Значи, да. И сега пази, гледо кај стигнавме. Ама не, тоа е тоа. Единственото сврзано ткиво им беше и личниот интерес. И кога ти го немаш веќе, не можеш да го реализираш, зошто да одат тие делегати таму? Сакаш да кажеш се чувствуваат измамени? Не си измамени, човече. Не можеш да ми го оставиш и барам друго ќаре. Ма не е тоа идејата у политиката. Па да, ама Заев направи тоа да биде идејата во политиката. За разлика од нив ВМРО ДПМН имаат идеолошка, фолклорна матрица, така може да се свига. Во голем дел мене не ми се допаѓа, нели тоа. Нивната матрица што има таа идеолошка, ама постои. Има врзно ткиво, зошто сме ние тука? За Македонија сме, ме разбираш? Да. За Тодор Александров сме, за Гоце Делчев сме, ние сме нивните наследници. Имаат во ВМРО некоја... Ме сваѓаш што сакам да ти кажам. Тоа нив ги држи сплотени, идеологијата ги држи сплотени. И ВМРО паѓа од власт 2017, ама пак останува нешто таму, силно нешто, затоа што има сврзно ткиво. Овде нема сврзно ткиво. Што е сврзно ткиво во СДС? Добро, ме имаше сега. Имаше, сега веќе нема, затоа што Заев сврзното ткиво го исече. Кога каже на СДСМ не му личи да биде патриотска партија, и од тука тргна. Од тука тргна. Тоа беше скоро по неговото преземање на функцијата. И од таму тргна. И денес во СДСМ нема волја, нема ја да ти кажам искрени социјалдемократи за кого гласа на овие избори, крске си стаиш. Зборувам за луѓе што со години животот го ставиле во СДС. И лично профитирале од СДС. Ама ради идеолошкото не може да гласат за СДС. Весна Бендевска, што беше синоним за СДС, партија правеше со Максо. Кој исто беше СДС. Голем. Нема СДСМ, нема веќе сврзно ткиво и токму затоа
ВМРО имаат лојалност кон партијата. Ама таа лојалност, вели Билјана, една слушателка, ама таа лојалност доаѓа од... Има принципи таа партија, има идеологии. Не, управо си, ама и работата е што иако види и ова е голема порака и за ВМРО, и нив не им е се едно кога гледаат, значи ако може дека прв пат гледаме Македонија се распаѓа стожер. Види, за ВМРО убавината е што најубаво е кога учиш на туги грешки. Значи, ако сега да бидам искрен, кога не учиш на твои грешки. А без стожер се распарва. Значи, да, но ова е се што треба е ВМРО да се држи до таа основата, до идеологијата нивна, до нивната или матрица, што е основата на ВМРО и ВМРО ДПМН има иднина сега. Може нема да биде цело време власт во иднината на Македонија, ама нема да се распадне. Затоа што има што да ги сплоти и да ги држи. Ке се распадне затоа што нив во моментов ги држи единствено интересот. Личниот интерес, кој сега пак ќе кажам, нема што да го задоволите вие личниот интерес. И токму затоа, баш пошто личниот интерес има единствена сврзна точка, токму затоа Венко Филипче ќе стане лидер на СДСМ. Се види. И токму затоа Венко Филипче ќе биде можеби председателот на СДСМ, кој СДСМ ќе направи непарламентарна партија или пак привезок на некоја друга партија. А види, да не заборавиме дека не е состојбата само таква у СДСМ. И кај партии кои што некојаш беа значени, а се во коалиција со СДСМ, ке ЛДП, ке Дометак. Еве, до моментов има проблем. Никој не сака да биде лидер. Идам ја, бе. А, види. Вој што беше кај нас, неке? Не знам, не сме го прашали, Лјупчо. Меѓутоа, секоја приказна има почеток, нели? И крај. И крај. Дали крајот вака мириса, така беше? Да. Да, но, Недолава, викаш Недолава ќе ја има време уште, меѓутоа Недолава ќе ја достави владата Мицкоски? Не можам да знам. Како ти делува сега? Тоа е прашањето. Па, до 20 би требало тоа да се реализира. Значи таа таму дури, така му доаѓа. Да, до 20 мислам дека се тоа ќе се заклучи. Абе процедура со они сега се па 2800 јавни функции се одржава. Па добро да е мала држава, голема држава, тоа е. Ме сваѓаш што е? Да. Да, добро пишал, вика сега ке Максо сите ќе отидат тие со лични интереси. Ама нема голем колач Максо да го подели со сите тие, тоа е проблемот. Да. И си има таму ред. Има првоборци, второборци. И се затвараме дуќа најде. Се гледаме утре, почитувани слушатели, останете со 98,1.